5 кандидати за градоначалници ветуваат дека ќе го унапредат живењето во Скопски аеродром. Оваа општина има најголем проблем со загадувањето и комуналниот отпад. Затоа и голем дел од кампањата кандидатите за градоначалници ја посветија на идеи за нивно решавање. Дејан Митевски од ВМРО ДПМН се бори за да продолжи да управува со аеродром. Митевски за борба против загадувањето најави гасна когенеративна централа, парно грејење во населбите Лисиче, Горно и Долно Лисиче, како и зајакнување на инспекциите за да не се создаваат диви депонии. Тој најави фотоволтаици на секоја зграда и куќа, како и нов спортски центар на кеот на Вардар. Секој покрив во аеродром има потенцијал за зелена енергија и финансиска придобивка за граѓаните. Создаваме системско решение кое ќе значи поставување на фотонапонски централи на крововите во аеродром и на тој начин граѓаните да добијат можност преку искористување на овој потенцијал да ги реновираат фасадите, лифтовите, да заменат прозорци, да ги реконструираат крововите. За кандидатот на СРСМ Александар Трајановски аеродром треба да прирасне во скопска гордост, а не дива депонија. Дел од програмата е и реформа на јавните предпријатија, крај на листите за чекање за упис на деца во градинките. Во здравството најголем новитет е воведување локален сервис за парамедицинска помош, што според него е потребно заради долгите чекања на брзата помош. Ќе им отворат нови можности. Во таа насока предвидуваме креирање фонд за млади за финансиска поддршка на младите, предприемачи и младинските организации, формирање локален младински совет кој ќе биде гласот на младите во општината, изработка на младинска стратегија и акциски план со јасно дефиниран приоритети и цели. Економистот Маријан Димитриев е аудитот на Левица за аеродром. Во неговата програма стои дека прво ќе изврши ревизија и измена на дуповите, особено за поранешната касарна, но со целосна забрана за градење станови. Тој планира да отвори природно-математичка гимназија, дом на култура и технопарк, како и чаршија која ќе биде културно јадро на општината. Денеска заедно со кандидатот за градоначалник на град Скопје Амар сме тука во аеродром да представиме нашата програма на аеродромци. Дел од приоритетите во нашата програма се чиста и здрава општина, да ставиме крај на ова нечистотија во аеродром, да ставиме крај на загадувањето и конечно да го решиме проблемот со паркинг просторот. Кандидатот за градоначалник поддржан од ВМРО Владимир Михајловски Лепак остварува повеќе средби со граѓаните на општината. Михајловски разговара за нивните проблеми, а понуди своја програма за развој на општината. Тој смета дека таа треба да стане многу почиста и многу посредена. Меѓу проектите кои ги предвидува е решение за пазарот во аеродром. На нашава држава пред се и на нашите општини ни треба многу зеленило. Многу зеленило зашто овој период премногу се бетонираше. И сакаме да воведеме еден меморандум каде што ќе се преиспитаме докај можеме да идеме со бетон, колку проценти во општината и колку проценти да вратиме зеленило. Дејан Лазаревски од ЛДП е кандидат на коалицијата Искуство за успех. Тој најавува помош од 12.000 денари за новороденче, субвенционирање на лифтови во згради под 6 ката, мост на Вардар помеѓу аеродром и Газибаба, полициски патроли и субвенционирање на еден оброк во училиштата, како и подземни контејнери. Во Советот на општина Аеродром има 27 членови. На овие локални избори поднесени се 10 листи за советници со 270 кандидати.